ми ја Ивана, како ретко кога сум ти се израдувала што конечно те имаме на линк. Да, како што веќе најавив, во Македонската опера и балет убав месец им предстои на сите љубители на класичната музика. Ивана, повели со твоите соговорници. Да те поздравам искра тебе и сите гледачи кои што во утро го започнуваат со нашата утринска програма и секако ќе ве поканам да бидете дел од овој месец на почини кој што го организира Македонската опера и балет по повод 100 годишнината од смртта на еден од, може да кажеме со право, најголемите оперски композитори Джакомо Пучини. Токму Македонската опера и балет од 8 до 29 ноември во Низа организира 4 опери каде што со кои што нели ќе се одбележи овој месец на почини во Македонија и во Македонската опера и балет. А токму од Македонската опера и балет ова утро ќе разговарам со Христо Саракинов, кој што е уметнички раководител на операта. Христо, ќе ви посакам добро и убаво утро. Како дојдовте до идејата да се одбележи овој месец ноември кој што го започнуваме денеска, предпоследниот месец во оваа година, да го одбележите вие на достоинствен начин со тоа што ќе го посветите на 100 годишнината од смртта на оперскиот композитор Джакомо Пучини. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Направам да ви се заблагодарам што сте денес наши гости и за можноста уште еднаш да ја запознаеме јавноста и љубителите на оперската и балетската уметност. Што се случуваше и што не очекува до крајот на 2024 година. Предпоставувам, како што веќе знаете, Македонската опера и балет официјално сезоната е отвори на 16 октомври со сценската кантата од Карл Орф Кармина Бурана во изведба на комплетниот ансамбл на операта и балетот. Диригент беше нашиот Иван Еминовиќ. Спектакуларна изведба, полна сала, позитивна енергија, помеѓу уметниците и нормално публиката со еден збор беше одлично. Во оваа прилика јас би сакал да се заблагодарам на сите уметници, оркестарот, хорот, балетот, солистите и сите останати, маркетингот, административниот дел, што се вложија да тоа изгледа на едно високо квалитетно ниво. Мислам и убеден сум дека ќе продолжиме така. Нормално е дека треба да се подобруваме, но го знаеме патот, го трасираме патот и знаеме каде се движиме. На 30 октомври, пред 2 дена под диригентската палка на маестрото Едуард Еброцумјан од Ерменија, се одржа балетската представа Дамата со камелии. Токму затоа и утре веќе еве ги поканувам гледачите и публиката нормално да ја проследат и втората представа за Дамата со камелии. Како што веќе, еве, да продолжам, најавивме на пресконференција пред околу 2 недели, под мотото месецот на Пучини, од 100 години од неговата смрт, Македонската опера и балет се одлучи да постави 4 капитални негови гламурозни дела. Тоа се Боеми, Мадар Батрефла и Тоска и Турандот. За сите овие 4 оперски представи, на задоволство на нашата публика, имаме светски солисти, гости од странство, како и гости диригенти. Исто така, за сите овие представи, на задоволство истота на нашата публика, ќе ги имаме и нашите македонски оперски правенци солисти. Дозволете ми исто така да ги запознаеме гледачите и за изложбата со наслов Пучини низ историјата, која исто така ќе се одржи од 8 до 29 ноември, на која ќе бидат изложени плакати, каталози, фотографии, костомографски скици, пресматеријали од весници и друго. Идејата и подготовката е на Един Личина и соработникот Бојан Бранџолица за премиерните представи. Така, она што верувам дека многумина од гледачите ги интересира за тоа каде како може да се набават билетите и дали веќе се пуштени во продажба за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој месец на Пучини во Македонската опера и балет. Така, нормално мислам дека се веќе пуштени во продажба, а онлайн веќе мислам дека ги има. Новитет е што за сите 4 представи се одлучивме да дадеме 20% попуст за сите блок билети, така да мислам дека еве едно мало леснување за сите што сакаат да не посетат и мислам дека веќе се бара карта плюс за сите 4 представи. Да, Христо, ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека секако достоинствено со добро расположение ќе бидат проследени сите овие настани кои што следат во овој преубав есенски месец ноември. Ви благодарам и на вас за присуството.
Да, тука имаме секако и балерината Наташа Трендафилова-Гичев, која што нели ќе поразговараме за она што ќе се случува утре. Наташа, ќе ти посакам добро убаво утро и на тебе. За прв пат во улогата на Маргарита, токму утре во Македонската опера и балет Дамата со камели. Што за вас представува ова? Па за мене представува уствари првиот голем чалендж, пошто ми е прва представа, не само прва Дама со камели, туку ми е прва представа со главна улога која што треба јас да ја водам. И така да представува еден огромен чалендж. И денеска баш ние последната подготовка, последната спојка со све и само што ме станавте од шминкерна, без фризура, без шминка, све. Така сакаме нели спонтани работи да ги видиме некогаш балерините како изгледаат нели наутро, не само на сцената, но колку време се подготвуваше ти за да бидеш дел од ова дело? Па јас се подготвував сега од прилика околу 2,5 недели, што е многу малце, пошто требаше само едноставно да почнат подготовките и требаше да играм јас Дамата со камели во февруари, поточно во 2025 за неколку месеци. Меѓутоа некако ете така испадна све на брзинка и така на крај успеавме некако да се спремиме и ќе видиме утре. Така ќе ги поканиме нели сите оние кои што имаат можност. На 30 знам дека беше прерано распродадена. Се надевам дека за утре има уште некој билет за сите оние кои што сакаат и во викендот да го поминат во убаво расположение и со добра опера, она што ќе се случува утре тука. За мене е многу убав балет Дамата со камели, и кореографија, и сценографијата, и костимите на целиот ансамбл, и плюс музиката од Джузепе Верди, која се свири со жив оркестар. Преубаво искуство би било, така да препорачувам стварно да дојдат луѓе и да уживаат. Да, ти посакувам и тебе уште многу успеси во кариерата и секако утре премиерно за тебе нели во Дамата со камели. Да, ти благодарам. Да ќе поздравиме во тука Искра, најавивме на вистина еден преубав месец кој што следи во Македонската опера и балет. Почнувајќи може да кажеме од утре со тоа што на репертоарот на Македонската опера и балет е Дамата со камели со почеток во 20 часот и од 8 до 29 ноември месецот на Пучини, каде што ќе се одиграат на сцената на Македонската опера и балет 4 негови дела, 4 представи, нели, и секако ќе има можност публиката и сите оние што ќе бидат во Македонската опера и балет за да ги погледат и галеријата која што ќе биде изложена секако овде во фоајето на Македонската опера. Ти благодарам, Ивана, и тебе за сите овие информации. Благодарам и на твоите соговорници, особено на балерината, и посакувам многу голем успех. Можам само да замислам колку е возбудена. Знам само дека премиерата многу добро поминала, секако дека и утре вечер нема зошто да не биде прекрасна представата.